Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Во посланието до Римјаните, 1 глава, 17 стих е запишено вака. Зашто во Него или во Исус Христос се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее преку верата. Праведникот ќе живее преку верата. Тоа е денешната моја тема. Библијата вели, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Тоа го вели истиот апостол Павле во Евреите 11 глава. А апостол Јован ќе рече, благодатта произлезе од Исус Христос. Да, новозаветните верници или Христови следбеници се наоѓаат на многу повозвишена позиција. Светото писмо или Библијата ни открива дека секој вистински нановороден христијанин од вода и дух е на висока позиција и, како прво, е прогласен за потполно праведен пред Бог. Потполно праведен, да. Еве што вели Павле. А сега, независно од законот, се јави Божјата правда за која сведочат законот и пророците. И тоа Божјата правда преку верата во Исус Христос за сите кои веруваат. Тоа е запишено во Римјаните 3 глава. Како второ, тие што веруваат во Исус, дадена им е Божјата правда, што значи прво се прогласени за потполно праведни. Бог ги прогласува. А второ, дадена им е Божјата правда. Бог им ја доделува. Еве што вели Павле. Оној кој не знаеше за грев, а тоа се мисли на Исус Христос, кој беше безгрешен, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда преку Него или во Него. Тоа го вели Павле во 2 Коринтјаните 5 глава 21 стих. Како трето, оној што верува во Исус Христос, како што веќе прочитав во 1 глава од Римјаните, праведникот ќе живее преку верата, станува совршен пред Бог во Христос. Или сите што веруваат во Исус, стануваат совршени пред Бог во Христос. Еве што вели Павле. Според таа волја, осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш. Зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Тоа е запишано во Евреите 10 глава. Тие што веруваат во Исус Христос и се оправдани преку верата, имаат мир со Бог. Што значи тоа мир со Бог? Тука не се мисли пред се на душевниот мир, иако и тоа го вклучува, туку мир со Бог подразбира дека пред тоа сме биле скарани со Бог поради нашиот грев. Затоа Павле вели и така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме, и не само тоа, туку и се фалиме во надежта на Божјата слава. Тоа е запишано во Римјаните 5 глава првите 2 стиха. Тие што веруваат во Исус Христос се родени од Бог и стануваат Божји деца. Прекрасно е да си роден од Бог преку Светиот Дух и да бидеш Божјо дете, Божја ќерка. Еве што вели апостол Јован во 1 глава 12 и 13 стих. А на сите што го примија, им даде власт или авторитет да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име и кои се родија. Забележете овде што вели, кои се родија не од крв, не од телесна поход, не од волја на човек, туку од Бог. Прекрасно е тоа да знаеме дека сме родени од Бог. Како шесто, односно петто, уште еден стих. Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се нарекуваме Божји деца, а и тоа сме. Возлюбени, сега сме Божји деца. Кога сме Божји деца? Сега, кога веруваме во Исус Христос и сме наново родени. Како шесто,
Тие што веруваат во Исус Христос, го примаат духот на посинувањето. Пред тоа, кога не сме биле покајани и не сме верувале во Исус, не сме биле ѓаволски деца. Но сега преку Исус Христос сме примиле посинувањето. Еве што вели Павле за ова. Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството за да бидете повторно во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава. Апостол Павле со исти слични зборови, малку различни, вели вака: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика Ава, Татко. Овој збор сме го објаснувале. Ава подразбира од милина, тато, татенце, што значи ние имаме многу блиско заедништво преку Светиот Дух со нашиот небесен Татко Бог. Како седмо, тие што веруваат во Исус Христос стануваат храм на Светиот Дух, што значи Бог живее во нашите срца и ние сме храм или жив храм на Светиот Дух. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бога и не си припаѓате само на себе си? Зашто скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божи. Тоа го вели Павле во 1 Коринтјаните 6 глава. А во 2 Коринтјаните 1 глава еве што вели Павле: а Бог не утврдува заедно со вас во Исус Христос. И не помаза, и не запечати, и ни го даде духот во нашите срца како залог или како гаранција. Забележете колку е богат овој стих. Вели, а Бог не утврдува заедно со вас во Исус Христос. Тоа е црквата. И не помаза. Не помаза со што? Со Светиот Дух. И не запечати. Со што не запечати? Со Светиот Дух. И ни го даде духот во нашите срца како залог, како гаранција и сигурност на нашето спасение. Како смо, тој што верува во Исус Христос или сите што веруваат во Исус, стануваат пребивалиште на Таткото и на Синот или на Светото Тројство. Еве што вели Исус Христос: ако некој ме љуби, ќе го држи мојот збор или моето учење. И мојот Татко ќе го љуби него и при него ќе дојдеме и при него ќе се настанеме или при него ќе живееме. Тоа е запишено во Јован 14 глава. Како девето, Исус Христос верникот го нарекува брат. Може би малку е чудно да те нарече Исус Христос тебе брат или сестра, или мајка, како што е запишено во Новиот Завет. Тоа значи дека тој те вбројува во Божјото семејство. Зашто и оној кој осветува и оние кои се осветувани, сите се од еден, и затоа не се срами да ги нарече браќа. Тоа е запишено во Евреите 2 глава 11 стих. А потоа во Матеј 12 глава Исус вели ја протегна својата рака кон своите ученици и рече: еве е мојата мајка и моите браќа, зашто кој ја врши волјата на мојот Татко, кој е на небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Може би во тој момент кога тоа го рече, сите го направија дека е луд, но тие се зборови на нашиот небесен Бог, кој што ги кажа преку устата на неговиот син Исус Христос. 10. Исус и Светиот Дух се молат за верникот пред Бог Таткото. Што значи Исус седи од десната страна на Божиот престол, а Светиот Дух живее во нашите срца и се молат и посредуваат за нас. Еве цитат за ова или стих. Исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние, кога не знаеме за што да се молиме, како што треба, самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите.
Тоа е запишено во Римјаните 8 глава. Потоа имаме уште еден прекрасен стих во Евреите 7 глава. А тој пак има свештенство, се мисли на Исус Христос, што не може да мине на друг. Зошто не може да мине на друг? Затоа што Исус е вечно жив и нема потреба за друг заменик. Зашто останува довека. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку Него доаѓаат при Бога. Зашто секој живее за да посредува за нив. И 11. Тие што веруваат во Исус Христос се радуваат и уживаат од среќа во Божјата љубов. Прекрасно. Еве што вели Павле. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов која е во Исуса Христа нашиот Господ. Римјаните 8 глава, последните стихови. И 12. Сите оние што веруваат во Исус се под Божјата заштита. Исус е нивен заштитник, бранител, утешител и помошник. Еве што вели во Псалм 34. Господов ангел се настанува околу оние што се плашат од Бог и ги избавува. А во Римјаните 8 глава вели: и така, што да речеме нова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни сопствениот син, туку го предаде за сите нас, како нема да ни подари се друго заедно со него. Ете, почитувани пријатели, сите овие привилегии и небесни позиции се Божји дар и се стекнуваат само преку вера во Исус Христос, нашиот Спасител. Нему слава во сите векови. Амин.